Тешко оди процесот на укрупнување на земјоделското земјиште во Струмишко, иако во првата фаза беше детектиран атарот на селото Моноспитово за консолидација на земјиштето, заради немање интерес од геодетските друштва постапката закочи. Од имплементаторот ФАО не се откажуваат. Атарот на Моноспитово повторно ќе биде ставен за укрупнување, слично како и со примерот со Стојаково Богданци. Село Стојаково постапките отпочнуваат сега, а Моноспитово не, од проста причина затоа што еден од главните чинители, тие кои ги спроведуваат постапките за консолидација на терен во име за сметка на Министерството се геодетските компании. Верували или не, за жал ние немавме доволен број на добри апликации на геодетски компании кои би сакале да го имплементираат проектот на Моноспитово. Земјоделците не се доволно информирани за овој процес. Едни тврдат дека тешко може да се спојат повеќе земјишни парцели на едно место и земјоделците ја напуштија државата. Други пак сметат дека процесот за укрупнување носи бенефити. Не сум сигурен дека ќе успее овој проект, затоа што земјоделците се повеќе ја напуштат државата и нема земјоделци веќе во Струмица. Интерес се помалку има, реално кажано, а како потреба е неминовна. Значи, ако сакат земјоделците да напредуваат, значи да бидат поорганизирани, овој процес мора да се спроведува. Во Струмица повторно беше презентиран процесот за консолидација кој носи поконкурентно земјоделско производство и пониски трошоци со окрупнувањето на земјишните парцели. Сега се надеваме дека повторно ќе имаме голем интерес од земјоделците кои што ќе се вклучат во овој процес на окрупнување на земјоделско земјиште, кое е навистина во нивни интерес со цел земјоделско производство да биде порентабилно и производствените трошоци да бидат што помали. До сега се детектирани 12 области каде почна процесот на укрупнување на земјоделското земјиште. Проектот што го спроведува ФАО со Министерството за земјоделство треба да го реши проблемот со фрагментираноста на земјиштето во функција на развој на руралните средини.